Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио од Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски, а еве што ви подготвивме во следните 85 минути со колешката Маја Перовска. Напредува закрепнувањето на 8 мина пациенти од Кочани во Софија. Претседателката Силјановска Давкова ја посети болницата Пирогов. Мицкоски иницира договор за слободна трговија со Соединетите Американски држави. Со тоа би се запечатило стратешкото партнерство. Треба да се утврдат вистинските виновници за пожарот во модуларната болница во Тетово. Семејствата на жртвите од трагедијата бараат нова истрага. Струјата во модуларната болница во Тетово ја спровеле 2 неквалификувани лица. На вештакот Шаќири му рекле дека пресметките ги направиле во муабет со постари електричари. Мицковски посредбата со Филипче испраќа порака за обединување. Потребно е единство за клучните прашања во Македонија. Министерот Дурмиши повика да се изврши ревизија во Министерството за економија. Му порача на Џафери да не собира политички поени на Кочанската трагедија. Касами го раздава идеалниот простор за парк. Не баре е негова лична собственост, велат од иницијативата Тетово сака парк. А на самиот почеток да го проследиме соопштението на Сојузот на борци и граѓани поддржувачи. Сојузот на борци и граѓани продолжувачи од Тетово апелира до граѓаните, политичките партии, граѓанските здруженија, клубови и сите други облици на општествено здружување да го бойкотираат лажниот, неискрен и опасен процес на промена на имињата на улици во градот Тетово, отпочнат и воден од општина Тетово и градоначалникот Билјал Касами. Во петок на 4 април сценаристите имаат закажано представа во која ќе глумат јавна дебата, во која очекуваат граѓаните да бидат статисти. Знаеме дека предлогот е одамна на бирото на Касами и оваа националистичка глума е обична фарса. Не поминува. Сите сме свесни за вашиот демократски капацитет, Касами. Процес во кој уште на самиот почеток хероите од антифашистичката коалиција лично од Касами се представени како темно минато. Не заслужува поддршка и учество од ниту еден разумен, совесен и искрен патриот. Очекуваме советниците од македонска националност кои го формираат потребното квалификувано мнозинство за носење на одлука за промена на име на улица, а досега не отстапија од процесот, веднаш без одолговлекување, јасно да се повлечат од процесот и истиот да пропадне во вода. Повикуваме на будност и поддршка од државниот врв и лидерствата на парламентарните партии, научните институции и медиумските куќи. Сојузот на борци на Народно-ослободителната војна и поддржувачи од Тетово дава отпор на овој груп обид за историски ревизионизам. Сепак не е фер толку важна битка да се остави само на нашите плеќи, се вели во соопштението. Otka ideš što si neveselo, da go vide moje to rodno mesto, da ja slušna majka mi što zgori, da go vide moje to rodno mesto, da ja slušna majka mi što zgori.
Како видов твоето родно место и ја слушна мајка ти што збори, Тудина е моето чедо мило, со тудинци туди лебделило. Тудина е моето чедо мило, со тудинци туди лебделило. Oblače lebelo, živ i zdrav ti da si me videlo. Vreme ide doma da se vrna majka da pregrna. Vreme ide doma da se vrna majka da pregrna. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во сопственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Засладам душава, да си го напојам срцево злато мое, за љубов ожеднато. Да си го напојам срцево злато мое, за љубов ожеднато. Само ти ги лекуваш сите болки рани мој, срце ти си живот мој. Само ти, сакам да ме милуваш, нема чаре, нема лек, ако не си крај мене.
запејтивко една љубовна, твојата уста медена, погледот твој и очите, злато мое, мојот сон во ноќите. Погледот твој и очите, злато мое, мојот сон во ноќите. Само ти ги лекуваш сите болки рани мој, срце ти си живот мој, само ти, сакам да ме милуваш, нема чаре, нема лек, ако не си крај мене. Само ти ги лекуваш сите болки рани мој, срце ти си живот мој, само ти, сакам да ме милуваш, нема чаре, нема лек, ако не си крај мене. Царините од 33% што ги воведува Соединетите Американски држави кон Република Македонија се очекувани. Тоа беше јасно веднаш по инаугурацијата на председателот Доналд Трамп и тој тоа го кажа, вели премиерот Христијан Мицкоски. Ниедна земја во Европа не беше подготвена за тоа и никој не се подготвува предходно. Кога е проблемот тука, се седнува на маса и се разговара, рече Мицкоски. Додаде и дека нашиот царински тарифник за неколку групи на производи кон Соединетите Американски држави е повисок од 60%. Мицковски нагласил дека предложил да се потпише договор за слободна трговија со Соединетите Американски држави. Уште во јануари со тогашниот заменик на помошникот државен секретар Александар Касенов разговаравме за потпишување на билатерален договор во рамките на стратешкиот диалог меѓу двете земји во делот на економијата и трговијата. Уште тогаш почнавме знаејќи дека ќе следат вакви процеси. Мислам дека тоа беше вистинскиот пат кој почнавме да го чекориме. Потоа, како дел од целиот овој процес од наша страна, се предложи да потпишеме договор за слободна трговија со Соединетите Американски држави и да нема царини. Дадов налог нашите надлежни институции да видат дали можеме да потпишеме ваков договор. Согласно важечките договори, и истото му го предложив на државниот секретар за трговија на Соединетите Американски држави, Хауард Лутник, рече Мицковски во интервју за телевизија Алфа. Тој додаде дека денеска во Брисел на оваа тема со секретарот Лутник разговарал и министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, како и со уште еден висок представник на Белата куќа одговорен за Балканот. Од сите страни ова е поздравено како одлична идеја, доколку е возможно и доколку го направиме. Ова би било исклучителен чекор напред со кој би се потврдило и запечатило стратешкото партнерство, рече Мицковски. За американските царини кон Европската Унија во износ од 20%, премиерот рече дека ќе имаат секундарни ефекти врз нашата економија, бидејќи не е битна земјата на потекло, туку каде одат парите. Очекувам диалог помеѓу Европската Унија и Соединетите Американски држави што ќе се развие во периодот што следи, да резултира со договор и дека ќе изнајдат начин да најдат решение или излез од оваа ситуација. Тоа е поголема опасност бидејќи ние во суштина во 2024 година, според податоците на нашиот државен завод за статистика, во Соединетите Американски држави имаме извезено стока во вредност од 110 милиони евра, а увезено 180 милиони евра и сме во дефицит. Оваа година во јануари имаме суфицит и имаме извезено околу 21 милион евра, а имаме увезено 12 милиони евра.
Како производ најмногу извезуваме автобуси кои ги произведува странски инвеститор во Скопје. Тие како потекло се од тука, а земјата која ги продава е Белгија, бидејќи таму е седиштето на компанијата, појаснува Мицковски. се засакавме. Мислев дека вечна ќе ни биде љубовта, се додека не ми кажа дека кај тебе ќе идат туѓи сватови, туѓа невеста ќе бидеш ти, другари одете и кај неа денес дар однесете. Мене не ме чекајте, жар на срце веќе не ми ставајте, од неа остана само за набег во мене горчина и една голема моја пуста желба неостварена. Зошто кај друг замина, што ти даде тој што немав јас. Ако е од љубов, знај јас не ќе тагувам, се најдобро ти посакувам. Ако е за друго, може не ти кажа, љубов среќа не се купува. Другари одете и кај неа денес дар однесете. Мене не ме чекајте, жар на срце веќе не ми ставајте, од неа остана само за набег во мене горчина и една голема моја пуста желба неостварена, моја пуста желба неостварена. Потегот на САД да воведе царинска стапка од 33% за увозот од Македонија е очекувана и најавена, соопшти владата во врска со одлуката на американскиот претседател Доналд Трамп. Владата вели дека нема простор за паника ниту за избрзана реакција, туку за решавање на проблемот. Според владата, одлуката на САД нема да има голем импакт врз нашата економија и владата има подготвен план за надминување на ситуацијата. Во однос на одлуката на САД за царинските трошоци, за нас станува
станува збор за очекувана одлука на американската администрација, која не ја одмина ниту една земја во светот, дури ни Велика Британија, Канада, Европската унија и уште стотици други држави. Владините тимови веќе некое време ги анализираат можните последици и заедно имаме подготвен план за надминување на ситуацијата. Ова одлука нема да има голем импакт врз нашата економија, но ние имаме јасен план како понатаму. Контактите со американската администрација се веќе воспоставени и ќе продолжат на високо ниво, а владата ќе работи на изнаоѓање решение и на спроведување на планот. Она што е значајно да се спомене е дека нема потреба од никаква паника, ниту од избрзани реакции и заклучоци. Станува збор за нешто долго најавувано од оваа администрација и не е одмината ниту една земја, дури ни најстарите и најтрадиционални партнери на САД. Ова е обид за преговарање на трговските односи во светот, нешто што беше неопходно и што иако сега за некои представува шок, за други ќе значи можност. Знаеме дека оваа ситуација е шанса за многу луѓе кои не и посакуваат добро на владата да напаѓаат неосновано и да се обидуваат да нанесуваат штета врз нашиот углед, било поради лични интереси, било поради партиски цели, било поради малодушност, а некои поради оправдани дилеми, и нив целосно ги разбираме. Нападите што ги слушаме од првата група споменати не се ништо ново. Очекувани се и тие не знаат ништо подобро од тоа, но ние ќе ги преживееме и нивните напади и ќе бидеме посилни. Ќе се уверите во тоа, велат од владата.
Председателката Силјановска Давкова ја посети болницата Пирогов во Софија, во која што се лекуваат повредените од пожарот во Кочани, соопшти низиниот кабинет. Председателката Гордана Силјановска Давкова со чувство на длабока и искрена грижа најпрво ја посети болницата Пирогов во Софија, каде што се згрижени и се лекуваат македонски граѓани повредени во трагичниот пожар во Кочани. За време на посетата председателката оствари средба со министерот за здравство професор доктор Силви Кирилов, заменик директорот на болницата професор доктор Николај Габровски и раководителката на одделот за изгореници и пластична хирургија доцент доктор Маја Аргирова. Во разговор со нив таа беше информирана дека здравствената состојба на 8 македонски пациенти е стабилна, се наоѓаат под постојан надзор од страна на врвни искусни лекари и дека процесот на закрепнување бележи напредок, соопштува кабинетот на председателката. Во присуство на лекар македонец се додава во соопштението на председателката и беше овозможен подолг разговор со најблиските роднини на македонските пациенти. Тие најпофално се изразија за болничкиот персонал и манифестираа радост за видно подобрената состојба на нивните најмили, се вели во соопштението. Председателката изрази срдечна благодарност за бугарската навремена, стручна и несебична помош, се додава во соопштението. Таа нагласи дека токму во мигови на голема болка и национална тага се препознаваат вистинските пријатели, потенцирајќи дека бугарската хуманост и солидарност ќе останат врежани во колективната меморија на македонскиот народ. При посетата таа се сретна со дел од бугарските медицински тимови, кои што директно учествуваа во укажувањето на итна медицинска помош, изразувајќи им посебна благодарност за нивната пожртвуваност, човечност и професионалност. Упатувајќи благодарности до Министерството за здравство на Република Бугарија за координираната и стручно водена интервенција, председателката истакна дека нивната благодарна мисија е вистинско олицетворение на медицинската етика, солидарност и хуманост. Овие вредности според неа ќе останат темел на заемна почит и искрено пријателство меѓу двата блиски народи, бугарскиот и македонскиот, се вели во соопштението на председателскиот кабинет. Кога свири гајдата, полна ми е душата, старо младо станува, маоро заигрува. Кога свири гајдата, полна ми е душата, старо младо станува, маоро заигрува. Свири гајдачи, турне раздени. Свири гајдачи, свири ми брапеди, песна да ме погоди и развесели. Свири гајдачи, песна македонска, сите да станеме, гордо да заиграме. Да се знае какви сме, кога се веселиме, светот нека разбере за нас македонците. Да се знае какви сме, кога се веселиме, светот нека разбере за нас македонците. Свири гајдачи, турне раздени. Свири гајдачи, свири ми брапеди, песна да ме погоди и развесели. Свири
Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски пред медиумите одби да сподели детали од истрагата за осомничениот Ангел Сарамаков, самостоен инспектор припадник на единицата за лично обезбедување на премиерот Христијан Мицковски, и да каже какви материјали тој сакал да изнесе, односно да предаде на надворешни лица. Сарамаков беше фатен на паркинг пред хотел во Велес при обид да продаде тајни документи за 50.000 евра, соопшти предходно јавното обвинителство. Тој е еден од случаите каде што покажавме дека се бориме неселективно против криминалците во внатрешни работи. Одделот за внатрешна контрола по добиени информации во рамките на одделот го известил надлежниот јавен обвинител, кој се согласил и дал наредба да бидат превземени дејствија истата вечер. По спроведувањето на предметната акција извршени се повеќе претреси кај полициски службеници, при што се пронајдени докази во таа насока. Во овој момент не би сакал да споделувам детали од истрагата. Во оној момент кога ќе ги имаме сите информации, ќе ги споделиме со јавноста. Сите во Министерството се вознемирени кога гледаат дека криминалец се прикривал со униформа, рече Тошковски. Čekав јас со години, спремај мајко дарови ти за сватови, татко викни музика да не развесели. Денеска е убав ден, за мене мајко најсреќен, свадба ќе правиме. Ајде куме написе песна да запеме, невеста ќе земаме. Денеска е убав ден, за мене мајко најсреќен, свадба ќе правиме.
se pesna da zapeme, nevesta ke zemame. Srećni da sme i veseli, ej mnogo godini. Ajde moji drugari, bajra krenete, zname naše makedonsko da razveme. Deneska je ubav den, za mene majko najsrećen, svadba ke pravime. Ajde kume napise pesna da zapeme, nevesta ke zemame. Deneska je ubav den, za mene majko najsrećen, svadba ke pravime. Ajde kume napise pesna da zapeme, nevesta ke zemame. Nevesta ke zemame. Од почетокот на мандатот како министер за економија барам да дојде државната ревизија и да изврши целосна ревизија на функционирањето на Министерството за економија, за да се констатира што е наследено од минатото, рече министерот за економија и труд Бесар Дурмиши одговарајќи на прашање од Талат Џафери на седницата за пратенички прашања. Дурмиши рече дека иницирал и внатрешна ревизија за функционирањето на институцијата. Во врска со прашањето за добивање лиценца, министерот Дурмиши рече дека детално ја објаснил целата процедура. Објаснив дека Министерството за економија нема законска надлежност и механизам да проверува дали објектот има лиценца или не, а уште помалку да утврди дали е фалсификувана или не, рече Дурмиши. Одговарајќи на обвинувањата на пратеникот Џафери, министерот Дурмиши истакна дека нападите не се за барање вистина, туку се обиди за политички поени во овие моменти. Знам дека сакате да оставите впечаток дека ја барате вистината, но сакам јасно да ви кажам, вас и вашата партија не ве интересира вистината. Ви интересира како да искористите секоја ситуација за да направите врева и да стекнете некаква политичка предност во моментот. Ова не е нешто ново за граѓаните, тие веќе се навикнати на вас, нагласи министерот Дурмиши. Тој понатаму им се обрати на Џафери и на другите представници на ДУИ дека е цинично да бараат одговорност, знаејќи дека во нивно време се случија сериозни скандали, како што беа Дурмотурс, Беса Транс, пожарот во модуларната болница во Тетово. И за ниту еден од овие случаи никој не одговараше пред органите на правдата. За разлика од тие случаи, сега првпат 34 лица се соочуваат со правдата за една трагедија што се случи, рече Дурмиши. После мене, која ќе љубиш, која ќе сакаш после мене. После мене ќе плачеш во себе, ќе жалиш за мене и за нас. После мене твојата тага, твоите порази ги броиш. После мене никоја нема, еј, во срце да те погоди.
Brzo padnati во мојот заборав, дека твоја бев и не се сеќавам. Љубовта во мене ти ја изгасна. Сега кога туѓа сум, за тебе сум посебна. После мене која ќе љубиш, која ќе сакаш, после мене ќе плачеш во себе, ќе жалиш за мене и за нас. После мене твојата тага, твоите порази ги броиш. После мене никоја нема, во срце да те погоди. Среќа дише во мене, што е љубов веќе знаат усмиве. Тој во мене жената ја разбуди и за миг ме освои, посебна ме направи. После мене која ќе љубиш, која ќе сакаш, после мене ќе плачеш во себе, ќе жалиш за мене и за нас. После мене твојата тага, твоите порази ги броиш. После мене никоја нема, во срце да те погоди. Маркетинг, сонце од твоите Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните сопственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Се побара средба, јас веднаш одговорив доколку се има некаков план. За волја на вистината немаше таков план, таква реторика. Еве ова е мојот план, чекор 1, 2 или 3. Туку едноставно побараа вклучување и еден инклузивен процес, рече премиерот Христијан Мицкоски за средбата со председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Венко Филипче во владата. Ценам дека како политичар и како човек, како најголеми треба да привлечеме од сите слоеви од општеството и интелектуалци и невладини и политички партии кои што можат да помогнат во одредени процеси, рече Мицкоски во гостување на ТВ Алфа. Тој истакна дека
дека без оглед на разликите што ги има со Филипче, потребно е единство и обединување за важните прашања за Македонија. Јас ценев дека со една ваква средба ќе испратиме порака дека ние политичарите ја научивме лекцијата и дека кон граѓаните треба да рефлектираме порака на обединување, на единство, посебно околу клучните прашања, стожерните прашања и низ поинаква оптика да ги гледаме работите кога станува збор за таков тип на прашања. А воедно во услови на траур, во услови на специфична емотивна состојба на населението, да испратиме порака дека политичарите не се оние кои што со ниски страсти на дневна основа комуницираат, со политиканство гледаат да спечелат некаков политички поен, туку може да се покаже ширина и да се рефлектира таа ширина кон јавноста, рече Мицкоски. Тој додаде дека јавноста ќе суди дали погрешил или направил добар чекор што остварил лидерска средба со председателот на СДСМ, но смета дека тоа во овој момент во Македонија е потребно. На средбата разговаравме за градење на национален консензус за клучните прашања. Тоа е нешто што мене како политичар ми е многу важно, да седнеме и за клучните теми да се договориме и да немаме дисонантни тонови по тоа. Ние можеме да се критикуваме за области за кои треба да има простор за критика, лоши перформанси во економијата, некој злоупотребил нешто, но кога станува збор за клучните правци, мора да изградиме една култура која што ќе значи единство и консензус. Очекувам и од другите политички партии кои ќе побараат средба, истото да им го предложам. Кога станува збор за клучните прашања, сите да бидеме обединети и да изградиме консензус. Филипче кажа дека има разбирање за нашите различни ставови поврзани со уставните измени. Тука имаме принципиелен став, тој ги знае нашите аргументи, рече Мицкоски. На средбата се разговарало за евентуално вклучување на представници од СДСМ во одредени реформски процеси, а кои се дел од реформската агенда и планот за раст, како и за градење на национален консензус за суштински прашања. Генерално овој процес треба да е инклузивен. СДСМ претходно била 7 години дел од владата, имало одредени процеси кои во минатото се случувале, како што се измени во кривичниот законник кои се носеа во собрание со злоупотреба на европското знаме. Не гледам причина зошто да не се вклучени, како и другите кои сакаат да бидат вклучени со своји идеи во насока на вистински реформи, рече Мицкоски. Прашан како ќе изгледа ваквата соработка на терен, Мицкоски појасни дека може представник од СДСМ да даде своји забелешки во поглед на содржината на одредени предлог закони. Во процес сме на изработка на неколку закони кои што се дел од реформската агенда, а се однесуваат на правосудството. Во деновите кои следат ќе имам тематски состанок со Министерството за правда и со луѓето кои се вклучени во тој процес. Не гледам зошто кога ќе биде готова некоја работна верзија и представникот СДСМ да не даде своји забелешки. Низ владина процедура помина и законот за енергетика, можат и тука да имаат некаков инпут, ако ценат дека може да биде подобрена содржината, рече Мицкоски.
Во фаза на доказна постапка во Основниот суд Тетово повеќе од 5 часа траеше главната расправа во судскиот процес против обвинетите Флорин Бесими и Артане Теми, како и правното лице ЈЗУ Клиничка болница за кривичното дело тешки дела против општата сигурност за пожарот во модуларната болница во кој загинаа 14 луѓе. Беа сослушани вешти лица кои во текот на истрагата изработиле вештачења. Првоовластениот судски вештак по електротехника Ирфан Шакири образложи дека по наредба на јавното обвинителство за првото судење извршил вешт наод за можните индиции за појава на пожарот во објектот на модуларната болница и останува на фактите изнесени во тој извештај. При поставените прашања од обвинителството, тој рече дека целокупната постапка за доведувањето на електричната енергија од трафостаницата до модифицираниот објект наречен модуларна болница е направен од две неквалификувани лица вработени во Клиничка болница Тетово. Во комуникација со нив во врска со определување тип на проводник, тие не понудија документ, рекоа дека се направени пресметки врз основа на разговор со повозрасни електричари, кои им кажале каков кабел да користат од трафостаницата за да има струја во објектот, рече Шакири. На прашање на одбраната дали се согласува дека инсталацијата е изведена спротивно на стандардите, вештото лице одговори да. Рубин Бошковски од Министерството за внатрешни работи, кој извршил форензичко испитување, истакна дека утврдиле оти настанало механичко оштетување на продолжниот кабел поради нагмечување или превиткување на кој било приклучен дефибрилатор. Високата температура довела до согорување на изолацијата од кабелот и создавање на пламен, посочи Бошковски. На прашање дали при увидот биле забележани противпожарни апарати, Бошковски рече дека не биле евидентирани во самата болница. Сведочеше и професорката Анита Грозданова од Технолошко-металуршкиот факултет, која ги испитувала материјалите од кои е составена модуларната болница. Материјалите за изработка на префабрикуваниот контейнер ги задоволуваат барањата според спецификацијата на Министерството за здравство и истите се анализирани според процедури за соодветни својства, за што гарантирам, рече Грозданова. Сведочеше и Свето Цветковски од Технолошко-металуршкиот факултет, кој ги испитувал металите кои се користени при изведба на привремените објекти познати како модуларни болници. И тој потврди дека металните материјали се според спецификацијата наложена од Министерството за здравство. Универзитетските професори Владко Стоилков и Владимир Димчев од Факултетот за електротехника и информациски технологии при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје изработиле вешт наод и мислење во писмена форма за тоа дали модуларните болници биле изградени според проектната задача согласно барањата на договорниот орган. Според препораките на Светска банка во Македонија имало 4 типски објекти, а во Тетово бил изграден типски објект со ознака С. Во просторите на овие објекти на еден кревет имало по една приклучница за електрична енергија, штекер, и еден приклучок за кислород, рече Стоилков. За професорот Владимир Димчев немаше други прашања, а тој рече дека останува на ставовите дадени во писмениот вешт наод и мислење. По сослушувањето на вештите лица, одбраната побара да се сослушаат и вештите лица од Германија кои имаат изработен извештај. Судијата Реджеп Муса истакна дека според насоките на повисокиот апелацијски суд, предлогот на одбраната се одбива. Постојат доволно докази за околностите на настанот, посочи судијата. Судијата ја прекина главната расправа поради истекување на работното време и ја закажа за 8 април во 9 часот и 30 минути. Тогаш ќе се читаат писмените докази од одбраната. Следните термини се 22 и 28 април. Не може па да не
Ако ме сакаш, сакај ме, за навек земи ме. Нема да жалам, нема да грешам, со тебе душо имам се. Ако ме сакаш, сакај ме, земи душа, земи се. Човек биди, отвори душа, јас ке те послушам. Човек биди, отвори душа, јас ке те послушам. Ако ме сакаш, сакај ме, земи душа, земи се. Човек биди, отвори душа, јас ке те послушам. Човек биди, отвори душа, јас ке те послушам. Од иницијативата Тетово сака парк со реакција, имено тие на официјалната Facebook страница истакнаа дека градоначалникот на општина Тетово Билјалка Сами на крајот на својот мандат, како што велат, го раздава идеалниот простор за парк. Нивното соопштение го пренесуваме во целост. Вистината секогаш излегува на виделина. Касами на крајот на својот мандат го раздава идеалниот простор за парк, не баре е негова лична собственост. Иницијативата Тетово сака парк предлагаше за просторот на поранешниот монопол да се изменат генералниот и деталниот урбанистички план и да се утврди намена Д – паркови и зеленило. Ваква одлука носи советот на општината и за таа постапка ќе беа потрошени 0 денари. Потоа постепено во неколку чекори фазно ќе се воведеше постапка и ќе се изградеше градскиот парк како општо прифатена најголема потреба на граѓаните за спорт, рекреација и социализација. Општината тогаш немаше слух, немаше волја и даваше разноразни контрадикторни и неосновани изговори за неприфаќањето на нашиот предлог. Кон крајот на 2024 Советот на општина Тетово ги променил генералниот и деталниот урбанистички план за просторот на Тетовскиот монопол, но не за да предвиди парк, туку за да се овозможи изградба на стамбени згради за околу 2000 станови. Веднаш потоа државното земјиште е отуѓено, односно продадено на поединци за смешни 7000 евра. Билјалка Сами не кажува аргумент зошто мнозинството во Советот на општината ги изменило плановите и како тоа тој го дозволил. Работа на градоначалникот и советниците не е грижата за приватниот капитал на градежниците и урбаната мафија, туку за јавниот и заеднички интерес на луѓето. Туѓите грешки од 2014 година не се оправдување за денешните фатални грешки. Кога гласно кажувавме дека најголем дел од опфатот на предлогот е државно земјиште, општината и Касами тоа неосновано го негираа. Кога предупредувавме дека се сомневаме оти зад ваквото неприфаќање на нашиот предлог се кријат лукративни мотиви, Билјалка Сами измислуваше непотребни националистички провокации. Кога предупредувавме дека е последна можност сите граѓани да добијат зелен јавен простор, наместо неколкумина да свртат милиони на грбот на јавното добро, Билјалка Сами и дел од советниците не игнорираа и не обвинуваа дека имаме други мотиви и цели, а не градење на парк. На крајот се покажува дека не сме биле ние тие кои сме имале скриени мотиви за нашиот предлог, туку некој друг имал свои скриени мотиви за неговото неприфаќање. Во крајна линија, градење на парк не генерира профит, а од друга страна, градењето на стамбени згради генерира огромен профит. Па јасно е се. Инаку во неговите последни коментари на темата, Касами повторно споменува можност за градење на парк кај касарната, обидувајќи се да го префарди фокусот, иако цврсто стоиме на нашиот стручен став дека најсоодветна и најадекватна локација е она од нашиот предлог, а која за жал веќе се раздава и гради. Апелираме до советниците пред да биде предоцна веднаш да се суспендираат одлуките за промена на ГУП и ДУП за просторот на Тетовски монопол и да се интензивира процесот на изработка на нов, современ генерален урбанистички план за Тетово, процес кој е во тек, но се одолговлекува.
При тоа бараме да се вклучи вистинска стручна и општа јавност, а не да се тактизира во сомнителен, неинклузивен процес во интерес на нечиј џеб. Додека не се усвои нов генерален урбанистички план, апелираме да престане парцијалното менување на ГУП и носење на изменети детални планови, бидејќи оддалеку се гледа огромната штета по јавниот интерес, која се предизвикува за некој да се богати. Тетово се уште сака парк, луѓето пред капиталот, се вели во соопштението на иницијативата Тетово сака парк. Насред село големо, извор вода студена, до водата студена, прават свадба голема. Еве ја невестата, орото го заигра. И тоа би било се, почитувани, во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. За самиот крај, во катчето за најмладите, приказната за Аладин. Ви посакувам пријатен ден. Арапска приказна. Аладин. Многу,
Многу одамна, во една далечна земја на исток, живеело едно момче кое се викало Аладин. Татко му на Аладин бил многу сиромав и еден ден умрел од јад и мака, оставајќи ја жена си и синот во таква сиромаштија, што немале ниту сув леп. Набарго по смртта на татко му, на Аладин му пристапил некој си непознат човек, богато облечен, и го прашал како се вика и од кого е. А кога слушнал кој му бил татко, силно извикал: "О, сиромав јас, по 30 години дојдов да го видам брат ми, а сега слушам дека умрел." Аладин многу се зачудил зашто не знаел дека има стрико, но бидејќи туѓинецот бил многу љубезен спрема него, па дури и му дал неколку златници за да ги однесе на мајка си, воопшто не се посомневал и бил среќен што ете не се сами на светов со мајка си. А туѓинецот не бил никаков стрико на Аладин, туку еден опасен волшебник кој што му пристапил на момчето со лоша намера да го искористи за една своја мрачна цел. Како и зошто? Набргу ќе видиме. Кога видел дека Аладин му верува, волшебникот го однесол далеку, надвор од градот, до влезот во една пештера и му рекол со сладок глас: "Драги внучко, еве ти го прстенов да те штити од неволи. Па слези долу во пештерава и донеси ми ја оттаму старата ламба што ќе ја најдеш во последната одаја. Патем не фаќај ништо, инаку ќе настрадаш. Но кога ќе ја земеш ламбата, можеш на враќање да набереш малку цвеќе од волшебната градина." Аладин го ставил прстенот на прстот и слегол во пештерата, зарадуван од ветувањето на туѓинецот дека ќе стане богат ако ја изврши таа задача. Ламбата лесно ја нашол и на враќање ги наполнил џебовите со цвеќе од волшебната градина, а тоа не било обично цвеќе, туку скапоцени камења со непроценлива вредност. Кога сакал да излезе од пештерата што имала стрмен влез, не можел да се искачи без помошта на старецот кој нестрпливо му рекол: "Дај ми ја прво ламбата и потоа ќе ти помогнам." На Аладин тоа му станало сомнително, па му одговорил: "Не ја давам. Ќе ја добиеш ламбава кога и јас ќе излезам од ова страшилиште. Ајде, помогни ми." Волшебникот се разлутил мислејќи дека Аладин сака да го измами, па ја турнал плочатак со која се затворила пештерата и Аладин останал затворен внатре, а тој исчезнал незнаено каде е. Сега Аладин почнал да очајува. Никако не можел да излезе од пештерата и веќе му се чинело дека тука ќе умре. Кога случајно се истркалал прстенот што му го дал волшебникот, а од него излегол дух и му рекол: "Заповедај, господару, јас сум духот од овој прстен. Ги слушам заповедите од оној што го носи прстенот." Аладин многу се израдувал и рекол: "Пренеси ме дома од овој подземен затвор." Истиот миг Аладин се нашол дома. Бил многу гладен и побарал од мајка си да касне нешто, но немало ниту јадење, ниту пари за да се купи. "Ќе ја продадам ламбава," и рекол на мајка си, па зел една крпа да ја избрише од правта, но кога ја истрел, од неа истиот миг се појавил дух, поголем и посилен од оној од прстенот и му рекол: "Слушам и ги извршувам вашите заповеди." Мајка му на Аладин се онесвестила од страф и паднала, но Аладин брзо се снашол. "Гладен сум, донеси јадење и пиење. Додека трепнеш пред момчето во златни чинии, се нашла најразновидна храна
И Аладин и мајка му прв пат во животот убаво се најале. Така, Аладин видел што може да прави духот од старата ламба и со негова помош малку по малку станал богат човек. Но не ја заборавил својата сиромаштија, туку им помагал на сиромашните и на несреќените. Затоа сите го засакале. Насекаде се раскажувало за неговото богатство и доброта. Еднаш, Аладин ја видел ќерката на султанот која била вистинска убавица и се влюбил во неја. Мајко, рекол, оди кај султанот и побара ја ќерка му за да биде моја жена. Утри, сине, се зачудила мајка му. Зар мислиш дека султанот тебе ќе ти го даде своето единче? Ќе ми ја даде, мајко, кога ќе види се што можам и што умеам со помошта на волшебнава ламба, одговорил Аладин. Кога слушнал што сака момчето, султанот не сакал веднаш да го одбие, туку решил да му постави некоја тешка задача и така да се ослободи од него. Нека направи, заповедал царот, за една ноќ дворец од спротива на мојот. И ако дворецот ми се допадне, ќе му ја дадам ќерка ми и тука нека живеат заедно. Но Аладин се согласил со тоа. Отишол на едно скришно место за да не го види никој и ја истрил ламбата. Слушам и ги извршувам вашите заповеди, господару, рекол духот, излегувајќи од волшебната ламба. Изгради ми за една ноќ палата поубава од султановата, таква каква што никој нема во оваа земја. И навистина, следниот ден султанот морал да признае дека неговата тешка наредба е извршена и така Аладин му станал зет на султанот. Со младата султанија живеел среќно и задоволно, но никому не му кажувал ниту збор за ламбата. За тоа време, далеку во својата земја, лошиот волшебник дознал дека Аладин не умрел во пештерата, туку дека е среќен и богат и дека е зет на султанот. Многу се разлутил и побрзал да му нанесе зло на Аладин. Се случило тој ден Аладин да биде на лов и волшебникот го искористил тоа. Се преправил во продавач на ламби и викал по улицата: "Давам нови ламби за стари, само денес и никогаш веќе, брзо народе!" Жена му на Аладин го слушнала и се насмеала. Зар постои таков будала кој што дава ново за старо? Ајде да се пошегувам со него. Ќе му ја дадам оваа стара ламба да видам дали зборува вистина или лаже. И му ја дала волшебната ламба за една обична нова. Пресреќен, волшебникот го грабнал тоа што го барал и побегнал, па на едно скришно место ја истрел волшебната ламба и му наредил на духот да го пренесе дворецот на Аладин заедно со султанијата далеку отаде, во неговата земја. Изутрината, кога султанот како обично сакал да ја посети својата мила ќерка, се зачудил гледајќи дека ги нема ниту неа, ниту дворецот. Се исчезнало. Се разлутил и наредил да му ја пресечат главата на Аладин. "Ов, цару над царовите," одговорил Аладин, "дај ми само малку време да го поправам тоа што е уништено без моја вина." Султанот му одобрил и Аладин отишел на едно скришно место. Таму го истрил волшебниот прстен што никогаш не го вадел од прстот и му рекол на духот: "Пренеси ме таму каде што се наоѓа жена ми и дворецот." "Веднаш, господару," извикал духот и за миг Аладин веќе ја гушкал жена си која му рекла: "Лошиот волшебник не е овде, но брзо ќе се врати, варди се, мој мил мажу." Но Аладин веќе имал план. Се скрил, а кога волшебникот дошол,
Младата султанија му турила во пијалокот прашок за спиење и тој заспал. Напразно ја стискал во сонот волшебната ламба. Аладин си ја зел. Сега духот од ламбата пак бил негов. Ова лошо волшебничиште, рекол Аладин, однеси го на некој пуст остров од кој никогаш веќе нема да дојде меѓу луѓето. А нас и дворецот вратине на старото место. Вчас се станало како што рекол. Султанот радосно ги дочекал и потоа сите живееле среќни и задоволни, чувајќи ја грижливо ламбата, иако веќе и не им била потребна. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.